Представата Ана патува на меѓународниот фестивал во Умак, Хрватска. Често, како што таа знае да сподели искуство дека и во незините приказни, во незините представи често се отвораат прашања за идентитетот, лична слобода, семејни релации и судирот помеѓу поединецот и општеството. Режисерката Нина Николич директно од Умак, Хрватска по патувањето на екипата која што всушност и вечерва ќе има прилика тамошната публика да ја гледа оваа представа. Станува збор за една современа драма која што низ интимна и емотивна приказна ги отвара прашањата за љубовта, припадноста, семејните односи и личната слобода, поставена на пресекот помеѓу личното и општественото. Представата говори за цената на изборите кои што ги правиме и потребата да останеме верни на себе. Она што би рекол повторно е куриозитет е дека токму оваа представа во режија на Нина Николич учествува на фестивалот во Умак, Хрватска, кој што вечерва го има своето 27 поред меѓународно фестивалско издание на Камерен театар Златен лав. Представата инаку, ќе збориме со Нина во продолжение за тоа, е во официјална надпреварувачка програма и ќе конкурира за Гран При. Нина, добро утро од Скопје. Во моментот кај нас 25 степени, прилично топло утро. Како е во Хрватска, во Умак во моментов? Па, температурите се слични и овде. Топло утро и овде кај нас. Меѓутоа, ете, ние се подготвуваме полека за вечерашната изведба на нашата представа и ќе се движиме кон театарот, каде што ќе започнеме со подготовките за техничките подготовки утринава за она што следува вечера. Да. Ти благодарам пред се што одвои време и ова утро и покрај тоа што вечера имате така прилично хектичен распоред, секако претпоставам дека и можеби и проба пред официјалното представување на Ана, да не има еве денеска и вака поврзано на Телма телевизија јас и ти, секако со гледачите. Ана, слобода и цена на изборот, разговор со тебе конкретно кога станува збор за ајде ова патувачко искуство и фестивалот во Умак, кога една представа го напушта Нина својот матичен, може би рекол, контекст и излегувам пред друга публика, која што по сензибилитет може би е нели слична и на нас, што најмногу може би ве интересира како екипа и тебе како режисер, како ќе биде разбрана или како ќе биде почувствувана самата представа? Излегувањето надвор пред друга публика со определена представа представува тест за тоа колку представата на вистина ги испраќа пораките кои што ние сме се надевале дека ги креираме за време на процесот, бидејќи изведбите на представите надвор од матичната сцена во услови каде што ниту јазикот не е ист, представува всушност начин да се дефинира и да се спознае дали навистина таа представа на вистински начин комуницира со публиката и дали навистина таа ги испраќа своите пораки онака како што ние сме замислиле. Ова е прво фестивалско меѓународно гостување на Ана и првото фестивалско гостување на секоја представа во суштина представува своевидна нова премиера на истата, бидејќи како што веќе наведов, тоа е еден друг вид на тестирање на тоа како таа комуницира со своите идеи, пораки и така натаму. Јасно. За оние кои што можеби не знаат, Нина ќе потенцираме и нотираме дека всушност Ана е инспирирана од класикот на Толстој, Ана Каренина, но не е нејзина адаптација. Што можеби од оваа архетипска женска приказна сметавте со екипата дека е суштински важно да се допре можеби односно кај денешниот гледач во публиката? Во суштина ние сакавме да пред се Драгана како автор на текстот на оригиналниот текст за оваа представа, сакавме да допреме до тоа дека односите многу малку се променети и навистина се потребни големи заложби за да дојдеме до вистински промени кои што ќе може да бидат видливи во општеството. И во суштина Ана представува потсетување за тоа дека работите тешко или воопшто не се менуваат и дека ние мораме да бидеме гласноговорници за женската еманципација, слободата на жените, слободата на говор на жените и просто да
повторно ги потенцираме сите оние проблеми кои што некогаш биле актуелни, но кои што се уште релевантни за не само нашето, туку генерално за општеството и светот денес. Нина, дали сметаш дека можеби денешната дама, жена навистина е послободна можеби од жената на Толстој, или само ограничувањата добиле, а де би рекол, по софистицирана форма на истото? За жал, моje мислење е дека ограничувањата се уште постојат, има добиена нова форма која многу повеќе ги прикрива проблемите. Што беше можеби најголемиот режисерски предизвик во создавањето на Ана? Самата приказна, можеби, емоцијата, или пак таа би рекол тишина која што се провлекува помеѓу самите зборови? Па во суштина при создавањето на Ана ние навистина сакавме да зборуваме за она што не е кажано. Или ете, ако можам да преведам во однос на твоето прашање, токму тие тишините, неизговореното, она кое што сметаме дека се подразбира, во суштина доведува до фатални последици. Сметам како режисер и ние како екипа сметаме дека работите не се подразбираат, работите мора да се кажат, да се изговорат и да се анализираат. Јасно. Мислам дека ќе се сложиш со мојата констатација дека, иако нели представата, споменав и во најавата утринава, пред да те вклучиме, дека отвора прашања за личните избори кои што најчесто нели ги правиме, претпоставам дека некој пат постои цена на самата автентичност која што ќе ја дадеме. Мислиш дека денес важи истото правило, дека ја плаќаме цената за нашата лична автентичност? Апсолутно мислам дека плаќаме цената и за автентичноста и за невообичаените избори кои што ги правиме. И сметам, повторно ќе кажам дека тоа е нешто за кое што треба гласно да се говори. Слободата на избор носи многу страшни последици, иако таа декларативно постои. Меѓутоа, кога ќе избереме нешто што е неочекувано, ние несомнено се соочуваме со последици какви што не би сакале да видиме. И сметам дека тоа е нешто кое што мора да се отвара како тема, нешто за кое што мора да се говори и нешто кое што всушност би морало да го води нашето општество и начинот на кој што го градиме напред, бидејќи слободата на избор е она што ствара позитивни вибрации во амбиентот во кој што живееме, и разликите, односно различностите, се нешто кое што мораме да го негуваме, поддржуваме, но навистина вистински од срце, не само на зборови или декларативно. Декларативно, баш како што убаво го кажа тоа. Инаку кажав дека во многу представи, оние кои што нели ја следиме твојата работа, знаеш дека долги години сме и твоја поддршка како Телман, што го работиш, и твоите колеги, во многу твои представи постои тој судир помеѓу лична вистина и нели самите апропо општествени очекувања. Зошто овој конфликт и понатаму останува толку важен за тебе како режисер и како автор? Па да, бидејќи е непроменето. Ете, пред се ви благодарам што веќе долги години ја следите, го следите вашиот пат, твојата работа, да. Така да се изразам. И навистина секогаш наоѓате простор за тоа на некаков начин да ги представите и презентирате работите кои што ние ги создаваме. Меѓутоа, просто природно се наметнува тоа во речиси секоја моја представа да се поставува прашањето каде е жената пред се во нашето општество, на кој начин таа се третира, колку рамноправноста е вистините и колку таа се практикува на вистина на дело. И во суштина природно доаѓам до тоа да избирам такви текстови, такви теми и повторно ги поставувам на сцена. Тоа не е само прашање на свесен избор, тоа е просто прашање на нешто кое што е поврзано со тоа што и на кој начин ние се чувствуваме во светот во кој што живееме. Јасно. И сметам дека изборот на текстови не доаѓа рационално, тој доаѓа подсвесно, а подсвесното потекнува од фактот што ние во себе гаиме определени фрустрации, кои што доведуваат до тоа
да ете ги избираме тие теми. И нашите за поставки. поставување на сцена. Да, инаку ќе потсетам дека вечерва имате всушност и представата пред публиката, односно на некој начин ќе има прилика Ана вистински да доживее, јас би рекол, премиера во овој случај на 27-то меѓународно фестивалско издание на Камерен театар Златен лав во Умак, Хрватска. Ако не погрешам, вчера кога се слушнаме, всушност вие и патувавте нели на кај Умак. Представата е избрана во официјална надпреварувачка програма и ќе конкурира за Гран-при. Еве чисто неколку генерали кои би сакал да те прашам околу привилегијата се биде нели во рамки на фестивалот на Камерен театар, јас би рекол Златен лав, малку повеќе и околу самото представување, би сакал да кажеш малку повеќе и околу фестивалот. Фестивалот Златен лав во Умак е еден од најзначајните фестивали на Камерен театар, земајќи предвид дека станува спор за класично камерна представа, за нас представува пред се големо задоволство што воопшто сме овде во самата официјална селекција. Станува збор за фестивал кој што има традиција од 27 години и кој што всушност негова камерни представи, нешто што навистина не е честа појава, а всушност не е често ни толку долго да трае. Во таа насока нам ни е навистина драго, посебно бидејќи представи од Македонија ретко кога, поради јазичната бариера, ретко кога учествува на овој фестивал, за нас представува задоволство и одговорност на најдобар можен начин да се представиме овдека. Моето мислење во однос на нели учеството во официјална селекција и генерално гледано по поглед на тоа на кој начин гледам на наградите, тоа е нешто кое што за мене не е нешто претерано важно. Сметам дека фестивалите треба да бидат место каде што се здружуваме, каде што уживаме заедно, каде што споделуваме искуства, каде што гледаме, учиме едни од други, а фестивалските награди се нешто кое што ние го ставаме на страна и сакаме да уживаме во она кое што представува момент на изведба на представата пред друга публика и да се обидеме да ја пренесеме онаа порака за која што претходно зборувавме јас и ти во овој разговор. Да, дали обично вака кога имаме представување, бидејќи нели споменавме околу јазичните бариери, сепак нели да речеме ајде екс-јури публиките, нели, некако пак ќе кажам според писмото и можеме да се разбереме колку толку, меѓутоа дали има некаква транскрипција на самата сцена, некаков видео формат каде што обично има некаков превод на текстот и слично, или се гледа автентично на македонски јазик на самата сцена? Се разбира дека има титлови кои што одат во форма на видео проекција и кои што ја следат изведбата на представата. Во овој случај со оглед на тоа што сме во Хрватска, титловите ќе бидат на хрватски јазик. Меѓутоа ние се надеваме дека публиката титловите ќе користи само за потврда на она што го гледа и дека сепак ќе биде повеќе фокусирана на изведбата, на актерската игра и на она што ние го представуваме на сцена, а не на самите титлови. Нина, ти благодарам за вклучувањето. Голем поздрав до целата екипа. Реков дека има убава златна постава во представата. Маја Љутков, Благој Веселинов, Саша Ханџич, Маја Зеќо, Тони Денковски како глас и секако авторскиот тим покрај тебе, Илина Ангелковска, Ивана Карамфиловска, Угуровска, Оливер Есивовски. Така што честитки уште еднаш и да се надеваме на една убава можеби титула и покрај тоа што ова само по себе носи една голема возбуда и восхит и кај вас и кај нас како публика, дај Боже и Гран-при. Ви благодарам за поканата и за убавите зборови. Верувам дека вечерва ќе уживаме во изведбата. Сигурно. Уживајте во уште една, јас би рекол, премиера на друга сцена. Нина Николич од Умак, Хрватска, утрово со нас на фреквенција на Телма.